A narod od koga vide дека Мојсей долго времене слегува од планината се собра пред Арона и му рече: стани и направи ни богови што ќе одат пред нас, зашто не знаеме што се случи со оној човек, со Мојсей, кој не изведе од египетската земја. Арон им рече: извадете ги златните обетки од ушите на вашите жени и керките ваши и донесете ми ги. И сите ги извадија златните обетки што им беа на ушите на жените нивни и му ги донесоа на Арон, а тој откако ги зеде од рацете нивни ги растопи во калапи и од нив излеа теле. И рекоа: еве ги Израиле, твоите богови што те изведоа од земјата египетска. А кога го виде тоа, Арон направи жртвеник спроти него и изјави и рече: утре е празник на Господа, утредента станувајќи рано принесе жртва сепаленица и жртва за спасение. И испоседна народот да јадеја и пиеја, и потоа станаа да играат. И му рече Господ на Мојсеја: оди поскоро и слези долу, зашто народот твој, кога го изведе од земјата египетска, појде по пат на беззаконие. Брзо се отклонија од патот кој им го определи, си направија теле и му се поклонија, па му принесоа жртви и рекоа: ова се Израиле, твоите богови што те изведе од земјата египетска. И му рече Господ на Мојсей: гледам дека оној народ е тврдоглав, но сега остави да се разгори гневот мој против нив и да ги истребам, а од тебе ќе направам голем народ. А Мојсей се помоли пред Господа Бога и рече: зошто се разгорува, Господи, гневот твој против народот твој, кога го изведе од земјата египетска со сила голема и рака цврста? Зошто египтјаните да зборуваат и да речат: за зло ги изведе, за да ги убие по планините и да ги истреби од земјата? Нека се смири гневот твој и биди милостив поради злобата на народот твој. Сети се на Авраам, Исак и Јаков, слугите твои, на кои им рече велејки: ќе го умножам и преумножам потомството ваше колку множеството од звезди на небото. И сета оваа земја, за која си рекол дека ќе му ја дадеш на потомството нивно вечно да ја владеат. И Господ се смилува и не му направи зло на народот свој како што беше ветил. Тогаш се врати Мојсей, слегувајќи од планините, во рацете му беа двете плочи на сведоштвото, испишани од двете страни. И на едната страна и на другата страна беше напишано: плочите беа дело Божјо и писмата писмо Божјо врежано на плочите. А Исус, кога го чу гласот на народот што викаше, му рече на Мојсеја: борбен повик е во таборот. Но тој одговори: не е тоа вик на победници, ниту пак пискот на победени, туку слушам глас на пијани од вино. А кога приближи до таборот и го виде телето и игрите, и се разгневи Мојсей, па ги фрли од рацете своји обете плочи и ги скрши во подножието на планината. Потоа го зеде телето што го беа направиле и го изгоре во оган и го претвори во прав, а правта ја истури во водата и им даде од неа да пијат синовите Израилеви. И му рече Мојсей на Арон: што ти направи овој народ да го наведе на толку голем грев? А Арон му рече на Мојсеја: не гневи се, Господару мој, ти знаеш зашто е склон овој народ. Тие му рекоа: направи ни Бог што ќе оди пред нас. Мојсей е човекот што не изведе од Египет, но не знаеме што стана со него, со оној кој не изведе од земјата египетска. А јас им реков: кој има злато, нека го извади од себе. И го извадија и го донесоа, и јас го фрлив во оган и го излеав ова теле. Кога виде Мојсей дека тој народ станал необуздан, бидејќи Арон беше допуштил да падне во распојасаност за радост на непријателите своји, застана Мојсей на вратата од таборот и рече: кој е Господов, нека дојде при мене. И се собра кај него сите синови Левиеви. И тој им рече: еве што вели Господ Бог Израилев, опашете го секој својот меч на бедрото свое и појдете по таборот, па навратете од врата до врата и секој нека го убија братот свој, ближниот свој и соседот свој. И постапија синовите Левиеви според заповедта Мојсеева. И во тој ден изгина народ од 3000 души. И Мојсей им рече: денес му ги посветивте рацете своји на Господа за служба, кој на синот свој, кој на братот свој, за да ви даде денес благослов. А утреента му рече Мојсей на народот: направивте голем грев и сега ќе појдам горе при Бога, за да молам да ви се прости вашиот грев. И
se vrati Mojsej pri Gospoda i reče, ti se molam Gospodi, ovoj narod napravi golem grev, odi si napravi boko zlato i se ga prostim go grevot nivni, ako ni pak ne, togaš ispriši me i mene od knjigata tvoja po koja si me zapišao. A Gospod mu reče na Mojsej, onoj što skrešil pred mene, nego ki go izbrišam od knjigata moja, no svega odi, slezi i povedi go toj narod po mesto to. Kade što ti rekov, eve moj od angel ki odi pred tebe, a koga ki gi posedam na niv, ke go navratam gnevot nive, i go porazi Gospod narodot, zato što napraveno to tede go izlija Aron. I mu reče Gospod na Mojsej, kreni se od tuka ti i tvoj narod, kogu go izvede od zemljata Egipetska i odi od zemljata za koja mu se zakolnav na Avram, Isak i Jakov, veliki, na potomstvo to vaše ki mu ja dadam, i ke ispratam pred tebe angel moj, a on ke gi izgoni Hananejcite, Amorejcite, Hetejcite, Ferezejcite, Gergesejcite, Evejcite i Jevusejcite, i ke te vovedam od zemljata kada što teče med i mleko, sam jod nema da odam so tebe, za da ne te poguvam po patot, bidejki ste vije tvrdoglav narod, a narod od koja go ču, to istražan zbor se rasplakavo žalni obleki. Oti Gospod mu beše rekao na Mojsej, kaži im na sinovite Izraeljevi, vije se tvrdoglav narod, vrimavajte, da ne navedam na vas druga maka i da vi istrebam. A сега soblečetejki od sebe svečenite obleki i nakit od svoj, a jaz ke vi pokažem što ke napravam so vas. I gi zvadija nakitite i oblekite od sebe sinovite Izraeljevi na planinata Horiv, a Mojsej go zede šatorot svoj i go raspna nadvor od taborot i se nareče skinija na sobranijeto. I sekoj što go baraše Boga, doajaše kaj skinijata na sobranijeto, koja se naojaše nadvor od taborot, i koga Mojsej vleguvaše o skinijata, siot narod stojaše na vratata od svojot šator i gledaše po Mojsej dodeka ne vleze o skinijata, a koga Mojsej vleguvaše o skinijata se spuštaše stolp od oblak i se zadržuvaše pred vratata na skinijata, dodeka Gospod zboruvaše so Mojsej. I siot narod go gledaše stolbot od oblak, koji stojaše pred vratata vo skinijata, i siot narod stanuvaše, i sekoj se klanjaše pred vlezot na svojot šator. I togaš Gospod zboruvaše so Mojsej lice v lice, kako što čovjek zboruva so prijatelj svoj. Poto, a Mojsej se vraćaše vo taborot, a pomoćnik od njegov Isus, sinot Navinov, mladić, ne izleguvaše od skinijata i mu reče Mojsej na Gospod, ete ti mi veliš izvedi go toj narod i ne nijavi kogo ke pratiš so mene, iako mi reče ja te znam po imeto i ti najde milost pred mene, pa ako sam našel milost pred tebe, otkri mi se da te razberam, da i natamu da najdem milost pred tebe i da uznam neka ovi ljudi su tvoj golem narod. I mu reče Gospod, ja samiot ke vrvam pred tebe i ke te uspokojam. A Mojsej mu reče, ako ti samiot ne podeš so nas, togaš ne izveduvaj ne odovde. Oti pošto ke poznajeme дека јас и народот твој сме нашле милост пред тебе, освен по тоа што ти одиш со нас и ќе се прославам јас и народот твој повеќе од сите народи што се на земјата. И Господ му рече на Мојсей, ќе го направам и тоа што го кажа, зашто ти најде милост пред мене и те познавам повеќе од сите. Пак рече Мојсей, покажи ми ја славата своја, му одговори, ќе одам пред тебе со моја слава и ќе те повикам во името мое, Господ е пред тебе и кој е за помилување ќе го помилувам, а кој е за утешение ќе го утешам. И потоа рече, но лицето мое не ќе можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. И пак рече Господ, ене место при мене, застани на онаа карпа, а кога ќе помине славата моја, ќе те ставам во пукнатините на карпата и ќе те засолнам со раката своја додека не поминам, а кога ќе ја кренам раката своја, ти ќе ме видиш од кон грбот, но лицето мое не ќе ти се открие тебе. И му рече Господ на Мојсей, изделкај за себе две плочи од камен, како што беа првите, и искачи се кај мене на планината, а јас ќе ги напишам на плочите зборовите кои беа на првите плочи што ти ги скрши. И биди готов за утре и каđи се горе на планината Синај и застани пред мене на врвот од планината, но никој нека не се каđува со тебе, ниту да се појавува по целата планина, дури ни овци, ни говеда,
da ne pasat blizu planinata. I izdelka 2 ploče od kamen kako što bea prvite i stana porano Mojsej utrenenta rano pa se iskači na planinata Sinaj kako što mu zapoveda Gospod i gizede so sebe dvete kameni ploči, a Gospod sleze v oblak i zastana pred nego i go vozglasi imeto Gospodovo. Potom pomina Gospod pokraj liceto njegovo i izvika: Gospod, Gospod, Bog štedar i milostiv, dolgotrpeljiv i mnogo milostiv i vistinski, koja čuva pravdata i pokažuva milost na iljadnici, koji proštava bezakonija, nepravdi i grevovi, koji vinovni ne očistuva, koji za grevovite na tatkovcite gi kaznuva decata duri i vnucice do 3. i 4. koleno. A Mojsej pobrza padna na zemlji i se pokloni na Boga i reče: ako su našao milost pred tebe, Gospodi, neka ovi Gospod moj so nas, bi reki ovoj narode tvrdoglav, prostini gi grevovite naši i bezakonijata naši i će bideme tvoji. Mu odgovori Bog na Mojsej: eve ti postavuvam zavet tebe pred celiot narod tvoj ki izvršam čudesa kakvi što ne bile napraveni po celata zemlja i pri nijedan narod, i ki gi vidiš site luje među koji si i ti, deka se čudesni što ki ti gi napravam tebe. Pazi go Siona, što ti go zapovedam tebe, eve jaz ki gi izgonam pred lice do vaše Amorejcite i Hananejcite i Hetejcite i Ferezejcite i Evejcite i Jebusejcite. Vnimavajte, ne se sojuzuvaš s onije koji živat vo zemljata vo koja ke vlezeš, da ne stanat soblazni za vas. Tugo žetvenicite nivni urnetegi i idolite nivni skršetegi i izlejanite bogovi nivni vogan izgoretegi i ne klanjajte se na drugi bogovi osve na Gospoda, bileki imeto njegovo je revnivo, on je Bog revnitel. Ne stapuvaj vo sojuz sa žiteljite na ta zemlja. Tako ke se oddavat na blud za svojite bogovi i im prinesuva žrtva, da ne te pokanat i tebe da jadeš od nivnite žrtvi i ne zemaj im od kerkite nivni ženi za svojite sinovi, nitu od kerkite svoji za nivnite sinovi, tada ne bi i kerkite tvoji vršejki blud za bogovite nivni, da gi naterati sinovide tvoji na blud za bogovite nivni. Ne pravi za sebe lijeni bogovi, pazi go praznik od beskvasnici. 7 dena jadi beskvasen lep, kako što ti zapovedav v opredeljeno vreme, vo mesec od Aviv, zašto vo toj mesec si izlegol od zemljata Egipetska, se što otvora utrobata moje, kako i seko je prvorodeno od govedata tvoji i seko je prvorodene od ovcite. No prvorodeno to od ovcite zameni go s ovca, ako nego zameniš togaš otkupi go, a seko je prvorodeno među sinovite tvoji, otkupi go, da ne se pojavuvaš pred mene prazen. 6 dena raboti, a vo 7. den odpočini se. I od oranjeto i od žnjenjeto odpočini, ustanovi praznik na sedmicata i praznik preku letoto. 3 pati vo godinata seko je maško među vas da se javuva pred Gospoda Boga Izrailjev, koga jaz ki gi isteram narodite pred tebe i ki gi proširam granicite tvoji i niko nema da ja poželi zemljata tvoja. Ako se javuvaš pred licetom na Gospoda tvojeg Bog 3 pati vo godinata, nemoj da ja mešaš krvta so žrtvite moji na kvasen lep i žrtvata za praznik od Paska, da ne prenokjeva do izutrina. Prvite plodovi od prvi od rod na zemljata tvoja prinesuvaj gi vo domot na Gospoda tvojeg Bog. Nemoj da variš jagnevo mlekoto od majkata njegova, a mu reče ušte Gospod na Mojseja: napiši gi za sebe ovije zborovi, zašto so tije zborovi sklučuvam zavet so tebe i so Izrailot. I ostana Mojsej tamo pred Gospoda 40 dena i 40 noći, ne jadejki lepi ne pijejki voda, i gi napiša vrst pločite zborovite na zavet od 10. zapovedi, koga Mojsej slijez od planinata Sinajska, gi držeše vo racete svoji 2 ploči, no sleguvajki od planinata Mojsej ne znajaše da ga kožata ne lizetom mu zrači, koga Bog razgovaraše s onego, i bidejki Aron i site sinovi Izraeljevi, ko video Mojseja da ga listom mu zrači, se plašija da se približa do nego, no Mojsej gi povika i tije pristapija kon nego. Aron i site poglavari na narodot i Mojsej govoreše so njih, potoa dojdoa kaj nego site sinovi Izraeljevi i to im zapoveda sve što mu reče Gospod na planinata Sinaj. Ako ga Mojsej prestana da zboruva so njih, go pokri liceto svoje so pokrivalo. No koga Mojsej izleguvaše pred liceto na Gospoda za da zboruva so nego, go krevaše pokrivalo to, dodeka ne izlezeše. A štom ki izlezeše im kažuvaše na sinovite Izraeljevi sve što mu beše zapovedal. Toga sinovite Izraeljevi go gleda liceto Mojsejevo kako zrači. Mojsej pak go pokrivaše liceto svoje so pokrivalo, dodeka pak ne vlezeše da zboruva so nego. Potom go sobra Mojsej i celo to opšte su na sinovite Izraeljevi i im reče: eve što zapoveda Gospod da pravite, 6 dena da se raboti i 7. den da vi bide odmor, zašto je sveta sabota, počivka na Gospoda. Seko što ke raboti vo toj den so smrt da se kazni vo den saboten, da ne palite ogan nigde vo žilištata vaši, ja sam Gospod.
И уште му рече Мојсей на целото општество на синовите Израелеви: еве што заповеда Господ: соберете помеѓу вас принос на Господа, секој што од срце дава нека донесе принос, доброволно нека принесе принос на Господа, злато, сребро и бакар, сина, црвена и темно црвена тканина, двојно предена, висон ткаен и козина, и кожи овнешки, црвени кожи сини и дрво ситин, масло за светење, и мириси за елеј, за помазание, и мирисно кадило, и камен сардиски, и камења за украсување на ефодот и за наградникот. И сите кои се меѓу вас мудри по срце, нека дојдат да направат се што заповедал Господ: скинијата, завесите и покривот негов, кукичките негови и штиците, напречниците негови, столбовите негови и подножјата негови, и ковчегот на сведоштвото, и столбовите негови, и завесата на дворот, и столбот негов, и камењата смарагдови и мирис, трпезата и лостовите незини, и лебовите за принос, и жртвеникот и сите сосуди незини, светилникот за осветление со приборот негов, и кадилата негови, и масло за осветление, и кадилниот жртвеник, и лостовите негови, и елеј за помазание, и кадило мирисливо, и завесата на вратата од скинијата, жртвеникот за сепеленица, и огништата негови од бакар, лостовите негови, и сите сосуди за него, и мијалникот и подножјето негово, завесите за дворот, столбовите негови и подножјата нивни, и завесите од вратата на дворот, ковчезите за скинијата, и колчињата за дворот со јажињата нивни, одеждите свети за служба во светилиштето, и светите одежди на свештеникот Арон, и одеждите на синовите негови за свештеничка служба, и елејот за помазание, и кадило миризливо. Потоа целото општество на синовите Израелеви се повлече од Мојсија, и секој кој принесе што му срце сакаше, срцето го влечеше, и душата го потикнуваше, доаѓаше, носејќи принос на Господа, учеството за градење на шаторот на садови, за секоја служба во него, и за сите одежди на светилиштето доаѓаа мажи и жени, сите што срцето ги влечеше, принесуваа печати, алчиња, обетки, прстени и веришки, секакви златни работи. Секој го сакаше принесуваше злато на Господа. И секој кој имаше сина црвена и темно црвена тканина и висон ткаен, кожи омнешки црвени и кожи сини, кожи козји принесуваа, и секој кој донесуваше сребро или туч, му го принесуваше како дар на Господа. И кој имаше дрво ситин, го принесуваше за секоја потреба. А секоја жена мудра и вешта во рачно предење со своите раце и принесуваа се што ќе испредеа. Прегја сина црвена и темноцрвена препредена. Секоја пак жена што ќе не умеше поради умешноста нејзина предеше козина, а старешините принесуваа камен оникс и камења за украсување на ефодот и на наградникот, исто така и масло со светление и мириси за елеј за помазание и за кадило мирисно. И така синовите Израелеви, сите мажи и сите жени што ќе им дојдеше на ум да принесат што и да е за делото што заповеда Господ преку Мојсей да се направи, принесува доброволен дар на Господа. Тогаш им рече Мојсей на синовите Израелеви: ете, Бог го повика по име Веселеил, син на Ури, синот Оров од племето Јудино, и го исполни со дух Божји, со мудрост и со разум, со знаење и со секоја умешност да гради, да обработува дрводелие и да прави работи од злато, сребро и бакар, да режи камења, да режи и да обработува дрво и да прави секакви уметнички работи, а вложи во неговото срце и во срцето на Елијава, синот Ахисамахов од племето Даново, и способност да можат да учат и други. Го обдари со умешност да вршат секаква резбарска работа, кројачка, везачка, ткајачка, на сина црвена и темно црвена тканина и на висон, и да изведува секакви работи во разни уметности. И направија Веселеил и Елијав и сите способни луѓе на кои им беше дадена мудрост и знаење да разбираат и да работат секакви работи потребни за светилиштето, тоа се како што беше заповедал Господ. И ги повика Мојсей Веселеила и Елијава и сите мудри луѓе на кои Бог им дал разум во срцето, и сите што од срце сакаа да се зафатат за дела што треба да се свршат, и тие ги зедоа од Мојсей сите дарови што ги беа принеле синовите Израелеви за потребите на светилиштето за да се изработат, а тие ги примаа уште и принесуваните дарови од оние што носеа секое утро. Тогаш дојдоа сите вешти луѓе што вршеа работи за светилиштето, секој според својата работа што сами ја вршеа, па му рекоа на Мојсей: народот принесува повеќе отколку што е потребно за да се направи како што заповеда Господ. И Мојсей разгласи во таборот велејќи: ни маж ни жена да не принесува ништо повеќе како дар за светилиштето. И народот престана да принесува, зашто имаше доста принесено за секакви работи што требаше да се направат, дури и преостануваше. Тогаш сите вешти луѓе кои се обврзаа да направат скинијата приготвија 10 платништа од каенина со препредена прегја,
i od sina crvena i temno crvena тканина и на нив направија уметнички извезени херувими. Должината на секое платниште изнесуваше 28 лакти, а ширината 4 лакти. Сите платништа беа со иста мерка и Веселеил ги состави петте платништа едно со друго и другите 5 платништа ги состави едно со друго. И направи сини петлици по рабовите на едното платниште каде што ќе се соединуваат со другото. Така направи тој и на работ на последното платниште за да го соедини со другото. 50 петлици направи на едното платниште каде што се соединува со другото. Петлиците беа едни спрема други и направи 50 златни кукички и со кукичките состави едно платниште со друго. Така скинијата стана една целина. Потоа направи платниште од козина за покривање на скинијата. 11 такви платништа направи. Едно платниште беше долго 30 лакти, а широко 4 лакти. Една мерка беа сите 11 платништа, па ги состави 5 платништа одделно, а 6 платништа одделно и направи 50 петлици по работ на едното платниште каде што се соединува со другото и 50 петлици направи по работ на другото платниште за да се соединува со другото, а направи и 50 кукички од бакар за да се состави скинијата да стане целина. Потоа направи покривка за скинијата од овнешки кожи црвени, а на неа друга од сини кожи и направи диреци за скинијата од дрвото ситин што ќе стојат исправени, секој дирек од по 10 лакти долг, а лакот и половина широк. Секој дирек имаше по 2 клина, еден спротив друг. Така направи тој на секој дирек за скинијата, а вакви диреци за скинијата направи 20 за јужната страна и направи 40 подножја сребрени за под 20 диреци, по 2 подножја под секој дирек за двата клина негови и по 2 подножја под другиот дирек за двата негови клина. И за другата страна на скинијата спрема север направи 20 диреци и 40 сребрени подножја под нив, по 2 подножја под секој дирек за двата негови клина и по 2 подножја под другиот дирек. А за западната страна на скинијата направи 6 диреци, направи уште 2 дирека за аглите во скинијата од западната страна. Тие беа составени од оздола и составени од одзгора се по една алка. Така направи тој со обете страни на двата агли и така имаше 8 диреци и 16 подножја сребрени по 2 подножја под секој дирек. Потоа направи напречници од дрвото ситин, 5 за диреците од едната страна од скинијата и 5 напречници за диреците од другата страна на скинијата и 5 напречници за диреците од западната страна на скинијата до обата агли. А направи и средна напречница што ќе иде преку средината на диреците од едниот до другиот крај. Диреците го опковаа со злато, а и алките низ кои беа провлечени напречниците ги направи од злато, па и напречниците го опковаа со злато. Потоа направи завеса од сина црвена и темно црвена ткаенина и од каен висон. И на неа направи херувими уметнички извезени. За неа направи и 4 столба од дрвото ситим и го опкова со злато и златни кукички за столбовите и им излеа 4 подножја од сребро. Направи потоа завеса за влезот во скинијата од сина црвена и темно црвена тканина и од каен висон уметнички искаена и 5 столбови за неа со кукичките нивни, врвовите на столбовите и нивните прстени ги обложи со злато и 5 подножја од бакар. Веселеил направи ковчег од пагремово дрво, долг 2,5 лакти, широк лакот и пол, а висок лакот и пол. Однатре и однадвор го опкова со чисто злато, наоколу му направи златен завршен појас и му одлија 4 колца на неговите 4 агли, 2 колца од едната страна, а 2 колца на неговата друга страна. Направи и ластегарки од пагремово дрво и ги опкова со злато. Потоа ги провлече ластегарките низ колцата на ковчегот од страна за носење на ковчегот. Потоа направи очистилиште од чисто злато, долго 2,5 лакти, а широко лакот и пол. Направи и 2 херувима од ковано злато на двата краја на очистилиштето. Еден херувим на едниот крај, а другиот херувим на другиот крај. Херувимите на двата краја ги направи од еден дел со очистилиштето. Херувимите имаа издигнати и расширени крилја. Го засолнуваа со нив очистилиштето. Беа свртени со лицето еден кон друг, така што нивните лица им гледаа во очистилиштето. Направи стол од пагремово дрво, долг 2 лакти, широк 1 лакот, а висок лакот и пол. Го опкова со чисто злато и му направи раб од злато наоколу, завршен појас. И му направи раб наоколу широк 1 дланка, а за работ наоколу направи завршен златен појас. Му излеа 4 златни колца, потоа ги прицврсти колцата за 4 негови ножни агли. Колцата беа непосредно под работ
kako rački za lastegarkite, za da može stolot da se nosi, lastegarkite za nosenje na stolot gi napravi od bagremovo drvo i gi opkova so zlato, a priborot što beše držan na stolot negovite činiji kadilnici, vrčvi i čaši za izlevanje na prinosot gi napravi od čisto zlato, napravi i svetilnik od čisto zlato, gojskova svetilnik od negovoto podnože i stebloto, negovite čaši, čaški i svetovi, beja od jedan del so niv, 6 granki izleguva od negovite strani, 3 granki na svetilnik od jedната strana, a 3 granki na svetilnik od drugата strana. Na jedната granка beja 3 čaši во облик на бадемов цвет, секоја со својата чашка и цвет, така беше на сите 6 гранки што излегуваат од светилникот. На самиот светилник имаше 4 чаши во облик на бадемов цвет, секоја со чашка и цвет, чашка во еден дел со него под првите 2 гранки, па конечно чашка во еден дел со него под двете задни гранки, така на сите 6 гранки што излегуваат од него. Нивните чашки и нивните петелки беа во еден дел со него, се тоа од чисто ковано злато, а од чисто злато му направи и 7 светилки, штипки и пепелници. Светилникот и целиот негов прибор ги направи од еден талант чисто злато. Кадилниот жртвеник го направи од багремово дрво, долг еден лакот, широк лакот, 4 тест, а висок 2 лакта. Неговите рожиња беа во еден дел со него, ги опкова со чисто злато од озгора, страните наоколу и неговите рожиња. Му направи завршен венец наоколу од злато, на него направи и 2 златни колца на спротивните страни под завршниот венец, да им служат на ластегарките, за рачки, кога се носи на нив. Ги направи ластегарките од багремово дрво, па ги опкова со злато. Тогаш приготви посветено масло за помазание и за чисто мирисливо кадење, онака како што ги прави мироварецот. Направи жртвеник за жртви и паленици од багремово дрво, долг 5 лакти, широк 5 лакти, 4 тест, а висок 3 лакти. Му направи 4 рога на неговите 4 агли. Роговите беа од еден дел со него. Потоа го опкова со бронза, а го направи и целиот прибор за жртвеникот. Длабоки крнци, лопатки, садови, вилушки и кадилници, целиот овој прибор го направи од бронза. Потоа направи решетка за жртвеникот во облик на мрежичка од бронза под испукнатините, му зафаќаше до средина. Излеа 4 колца на 4 агли од бронзената решетка, за да служат како рачки за ластегарките. Ги направи ластегарките од багремово дрво, па ги опкова со бронза. Тогаш ги провлече ластегарките низ колцата на двете страни на жртвеникот, за да се носи на нив. Го направи со празнина од даски, а потоа направи бронзен мијалник и бронзена подпирка за него од огледалата на жените кои прислужуваа пред вратата на шаторот на средбата. Потоа направи двор на јужната страна на дворот беа завеси од препреден лен, долг 100 лакти. Нивните 20 столбови со 20 подножја беа од бронза, додека куќите на столбовите и нивните поврзувачи беа од сребро. Од 100 лакти беа завесите и на северната страна. Нивните 20 столбови со 20 подножја беа од бронза, додека куќите на столбовите и нивните поврзувачи беа од сребро. Завесите на западната страна беа од 50 лакти, со 10 столбови и со 10 нивни подножја. Куќите на столбовите и нивните поврзувачи беа од сребро. Однапред на исток завеси од 50 лакти. Од едната страна на вратата завесите беа од 15 лакти со 3 столчиња и со 3 подножја. Така и од другата страна, значи на двете страни на дворната врата беа завеси од 15 лакти со 3 столчиња и со 3 нивни подножја. Сите завеси околу дворот беа од препреден лен. Подножјата на столбовите беа од бронза, а куќите на столбовите и на нивните поврзувачи од сребро. Врвовите на столбовите беа опковани со сребро. Сите столбови во дворот беа покриени со сребро. Завесата на дворната врата извезана беше од љубичесто црвено и темно црвено предено и од препреден лен. Беше долга 20 лакти, висока во ширина 5 лакти, како и дворните завеси. Имаше 4 нивни столбови со 4 подножја од бронза. Куќите на столбовите беа од сребро. Врвовите на столбовите беа опковани со сребро, а нивните поврзувачи беа сребрени.
Сите колчиња во внатрешноста на шаторот и околу дворот беа од бронза. Тоа е попис на работите за шаторот на сведоштвото, што е составен според Мојсеевата заповед, а со труд на левитите под водство на Итамар, синот на свештеникот Арон, Веселеил, Уриев, син од Оровото колено, од Јудиното племе, направи се што Господ му заповеда на Мојсеј. Со него беше Елијав, син Ахисамахов, од Дановото племе, копаничар, искусен уметник и везач за љубичесто црвено и темно црвено предено и за препреден лен. Целото злато што беше потрошено во работите за светилиштето, злато посветено со приноси, изнесуваше 29 таланти и 730 сикли според храмските сикли, а среброто собрано при пребројувањето на земјицата, односно по еден веках на глава, односно половина сикал според храмскиот сикал. Од секој што беше запишан од 20 години па нагоре изнесуваше 100 таланти и 1775 сикли по храмски сикли. Беа запишани 603.550 100 таланти сребро отидоа за леење на подножјата на светилиштето и за завесата. 100 подножја од 100 таланти, талант за подножје, а од 1775 сикли направи куки за столбовите, ги опкова нивните врвови и направи поврзувачи за нив. Бронзата принесена како дар изнесуваше 70 таланти и 2400 сикли. Од неа направи подножја за влезот во шаторот на средбата, бронзен жртвеник со негова решетка од бронза и сиот прибор на жртвеникот, натаму подножја околу дворот, подножја за дворниот влез, сите колчиња за престиувалиштето и сите колчиња околу дворот, облека на големиот свештеник и на другите свештеници. Од љубичестото црвеното и темно црвеното предено направија убаво изработено руво за служба во светилиштето, направија света облека за Арона, како што Господ му нареди на Мојсеја. Наплекникот го направија од злато, љубичесто црвено и темно црвено предено и од препреден лен. Исковаа златни плочки, а потоа ги исекоа на нишки, за да ги испреплетат уметнички во љубичестото црвеното и темно црвеното предено и во препредениот лен. За наплекникот направија преку рамници што беа составени со него на своите два краја. Ткаенината што стоеше на него беше направена од злато, од љубичесто црвено и темно црвено предено и од препреден лен, како и тој и од едно парче со него, како што Господ му нареди на Мојсеја. Камењата на ониксот ги обточија со рап од злато, врз нив беа, како што се режат печатите, врезани имињата на Израелевите синови. Нив ги ставија на преку рамениците на наплекникот, за да бидат спомен камења на Израелевите синови, како што Господ му нареди на Мојсеј. И врзградникот го изработија со работата на вештачите, како и наплекникот, од злато, од љубичесто, црвено и темно црвено предено и од препреден лен. Врзградникот го направија 4 аглест, двоен, беше долг една педа, широк педа, а удвоен. Вметнаа во него 4 реда бесцени камења. Првиот ред беше од сард, топас и смарагд, вториот ред од антракс, сафир и адамант, третиот ред од лигур, ахат и аматист, а четвртиот од кризолит, оникс и аспис. Сето тоа беше обрабено со злато. На бесценетите камења беа имињата на синовите Израилеви. На број беа 12, колку и нивните имиња. Беа врезани како и печати, секој камен со името на едно од 12 племиња. За врзградникот направија веришки од чисто злато, како засукани врвци. Потоа направија 2 златни рамки и 2 златни колца, па ги прицврстија 2 колца за 2 горни агли на врзградникот. Сега ги заврзаа тука засуканите врвци од злато за 2 колца што беа прицврстени за аглите на врзградникот. Другите 2 краја на засуканите врвци ги прицврстија за 2 рамки. Така ги поврзаа со прекурамниците на наплекникот однапред. Потоа направија 2 златни колца, па ги прицврстија за 2 краја на врзградникот покрај внатрешниот рап, свртен кон наплекникот. Уште направија 2 златни колца, па ги прицврстија за долниот преден крај на прекурамниците на наплекникот, крај местото каде се врзуваа врз каенината на наплекникот,
ги врза колцата на врзградникот со колцата на наплекникот со сина врза, така што врзградникот да стои над препачката на наплекникот и да не може да се одвои од наплекникот, како што и Господ му нареди на Мојсей. Направија и наметка за наплекникот од љубичесто предено. Во средината на наметката имаше прорез, како отвор на оклоп, разрез опшиен наоколу, за да не се скине наметката. На долниот раб на наметката направија калинки од љубичесто црвено и темно црвено предено и од препреден лен, а направија и звончиња од чисто злато, па звончињата ги врзаа меѓу калинките, се наоколу во долниот раб на наметката меѓу калинките, звонче па калинкин цвет, звонче па калинкин цвет околу долниот раб на наметката за вршење на служба, како што Господ му нареди на Мојсей. Потоа од искаен лен направија кошули за Арона и за неговите синови, а направија и капа од лен и капчиња од лен, направија платнени гаки од препреден лен, и појасите беа од препреден лен и од љубичесто црвено и темно црвено предено и свезани, како што Господ му нареди на Мојсеја. Направија и плоча свет венец од чисто злато и врз неа врежан надпис, како што се врезува на печатен прстен, посветен на Господа. За неа приврзаа сина врзца, за да можат да врзат на врвот на капата, како што Господ му нареди на Мојсей. Така беа завршени сите работи на шаторот на средбата. Израелците направија се онака како Господ што му нареди на Мојсей. Тогаш му ги донесоа на Мојсей шаторот и сиот негов прибор, неговите куки, неговите даски, неговите лостови, неговите столбови и неговите подножја, покривот направени црвени овновски кожи, покривот јасовечки кожи, завесата за засолнување, ковчегот на сведоштвото со неговите ластегарки и очистилишќето, столот и сиот негов прибор, принесените лебови, светилникот од чисто злато со неговите светилки, светилки веќе ставени во ред и сиот негов прибор, и масло за осветление, златен жртвеник, миро за помазание, благомирислив темјан и завесата за влезот во шаторот, жртвеник од бронза со бронзена решетка, неговите ластегарки и сиот негов прибор, мијалникот и неговата подпирка, завесите за дворот, нивните столбови и нивните подножја, завесата за дворниот влез, неговите јажиња и нивните колчиња, сиот прибор за служба во шаторот на средбата, убаво изработени облеки за служба во светилиштето, света облека за свештеникот Арон и облеки за свештеничката служба на неговите синови. Токму како што Господ му нареди на Мојсей, така израелците ја свршија целата работа. Мојсей ги прегледа сите работи и утврди дека ги довршиле, како што Господ нареди, така и ги направија, и Мојсей ги благослови. Господ му рече на Мојсей во првиот ден на првиот месец: издигни го шаторот на средбата, таму стави го ковчегот на сведоштвото, потоа засолни го ковчегот со завеса, потоа внеси го столот и нареди на него што му припаѓа. Внеси го и светилникот и приготви му ги светилките, а златниот жртвеник за кадење стави го пред ковчегот на сведоштвото. Потоа обесија завесата над влезот во шаторот, стави го жртвеникот за паленици пред влезот на шаторот на средбата. Меѓу шаторот на средбата и жртвеникот смести го мијалникот и тури вода во него. Наоколу направи двор и обеси завеса на дворниот влез. Потоа земи миро за помазание и помажи ги шаторот и се што е во него. Посвети го и сиот негов прибор и ќе станат свети. Потоа намаче го жртвеникот за жртви паленици и жртвеникот ќе стане пресвет. Помажи го мијалникот со неговата подпирка, посвети го. Потоа доведи ги Арон и неговите синови при влезот на шаторот на средбата и измии ги со вода. Тогаш облечи го Арон во посветената облека, помажи го и посвети го за да ми служи како свештеник. Доведи ги и неговите синови, облечи ги во кошулите и помажи ги, како што го помаза и нивниот татко, за да ми служат како свештеници. Нивното помазание нека ги доведе во вечно свештенство, во сите нивни поколенија. Мојсей направи вака, како што му заповеда Господ, се и така направи. Во првиот ден на првиот месец на втората година шаторот беше подигнат. Мојсей го намести шаторот вака, ги размести неговите подножја, тогаш ги исправи нагоре неговите даски, потоа ги постави лостовите и подигна столбови, потоа распостре покривало над шаторот, а над него го стави покривот на шаторот, како што Господ му нареди на Мојсей.
Тогаш го зеде сведоштвото и го положи во ковчегот, ги провлече ластегарките на ковчегот, потоа го намести од чистилиштето од оскора на ковчегот. Потоа го внесе ковчегот во шаторот, ја обеси завесата за засолнување, така го засолна ковчегот на сведоштвото како што Господ му нареди на Мојсей. Потоа го положи столот во шаторот на средбата на северната страна на шаторот, но надвор од завесата. На него ги принесе лебовите пред Господа, како што Господ му нареди на Мојсей. Тогаш го смести светилникот во шаторот на средбата спроти столот на јужната страна на шаторот и ги запали светилките пред Господа, како што Господ му нареди на Мојсеја. Златниот жртвеник го смести во шаторот на средбата пред завесата, запали врз него благомирислив темјан, како што Господ му нареди на Мојсей. Потоа ја закачи завесата на влезот во шаторот. При влезот во шаторот на средбата го намести жртвеникот за жртви и паленица, врз него принесе жртва, паленица и лебен принос, како што Господ нареди на Мојсей. Меѓу шаторот на средбата и жртвеникот го смести мијалникот, патури по него вода за миење. Мојсей, Арон и неговите синови ги миеја своите раце и своите нозе од него, а ги миеја кога влегуваа во шаторот на средбата и кога пристапуваа кон жртвеникот, како што Господ му нареди на Мојсей. Најпосле Мојсей направи двор околу шаторот и жртвеникот и обеси завеси на дворната врата. Така Мојсей ја сврши работата, а тогаш облак го прекри шаторот на средбата и Господовата слава го исполни шаторот. Мојсей не можеше да влезе во шаторот на средбата заради облакот што стоеше на него и заради Господовата слава што го исполнуваше шаторот. За цело време на нивното патување, штом облакот ќе се кренеше од шаторот, израелците тргнуваа. Но ако облакот не се кренеше, ни тие не тргнуваа на пат се до денот кога ќе се кренеше. Зашто за целото време на нивното патување Господовиот облак стоеше дење над шаторот, а ноќе се појавуваше во облакот оган, видлив за сиот Израелов дом.